Денес на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип се отвори јубилејната конференција именувана како Општествените промени на глобалниот свет, која веќе 11 години опстојува поред во универзитетот. Деканот на Правниот факултет во универзитетот, Олга Кошевалеска, истакна дека оваа година има над 100 учесници од повеќе земји, а главна тема општествените промени во глобалниот свет, која треба да ги покрие дигитализацијата, еколошките промени, модернизацијата на правото на политиките, но и да го покрие делот за реформата на правното образование и потребата од клиничкото образование. Денес ја отвараме 11-та поред јубилејна конференција на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која што е со наслов Општествените промени во глобалниот свет. Нашата конференција традиционално ја организираме со голем број на учесници. Оваа година имаме над 100 учесници од неколку земји, вклучувајќи Македонија, Србија, Шведска, Италија, Албанија, Бугарија и Холандија и така натаму. Значи, главната тема е општествените промени во глобалниот свет, кој што треба да ги покрие, да го покрие целиот оној импакт кој што го има дигитализацијата, еколошките промени и предизвици, модернизацијата на правото, на политиките и на новинарството, но и еден посебен панел кој што треба да го покрие делот за реформата во правното образование, потребата од клиничко образование, од правните клиники и така натаму. Според судијата на Врховниот суд Мирјана Лазарова Трајковска, во државата бавно и полека се учат лекциите од грешките. Меѓутоа, тоа се процесите и треба истите да поминат, а за истото е потребно време. Јас денеска ќе зборувам за влијанието на Европската конвенција за човековите права врз промените во македонското општество, бидејќи не може да зборуваме за општествени промени во било која земја, ако не работиме на промени во делот на почитувањето на човековите права, бидејќи тие представуваат темел, столб на демократизацијата на општеството, а влијанието на Европската конвенција за човековите права и на праксата на Европскиот суд за човековите права е видливо не само во постапките пред македонските судови, меѓутоа и во работата на македонскиот парламент, во работата на македонските институции. Ние некако бавно, полека ги учиме лекциите, ги учиме од нашите грешки, меѓутоа тоа се процеси кои треба да се поминат, за кои треба време. Сметам дека образовниот процес е значаен за правење исчекори во напредокот на демократските процеси и затоа денеска ќе зборувам какво може да биде влијанието на Европската конвенција и на праксата на судот и како да се забрзаат тие процеси. Покрај од Македонија, учесниците од страна истакнаа дека се овде за да ги инспирираат колегите, но и адвокатите практично во државата за едукација. Тука дојдов да ги инспирирам моите колеги за едукација, бидејќи јас работам повеќе од 15 години на овај проблем. Како да ги учиме адвокатите практично и да ги инспирираме да помагаат на општеството за да направат промени во општеството и да бидат поддршка за сите, не само за клиентите, за пари, туку и за луѓето кои имаат потреба, додава Јулија. Инаку целта на ваквиот настан е да има промени во делот на почитувањето на човековите права, бидејќи тие се темел на демократизацијата на општеството, додека влијанието на Европската конвенција за човековите права е видливо и во постапките, но и во работата на македонскиот парламент и институциите во државата.